Драги слушатели, гледачи и следачи, ве покануваме на турнеја низ македонската младинска креативност, помогната од нивните ментори, а овозможена од нашиот битолски, а Европски универзитет. Свети Климент Охридски Битола, дел од Европската универзитетска алијанса Colors. Ке ги разлистаме страниците на еден зборник, кој изобилува со сите творби од националната кампања на UCLO Colors во рамки на меѓународната иницијатива Colors Juniors. Во брошурата и во овој филм се референцирани добиените творби, нивните автори, ментори, училишта со соодветните согласности. Еве го UCLO. Еве Европска универзитетска алијанса Colors. UCLO Colors ве повикува на предизвик. Ноела, како се вика предизвикот? Лука, еве да прочитаме. Корени и крилја, европска диплома дома. Истражувајте и инспирирајте се од следниве коментари и мислења. Дали е зелената трева секогаш позелена кај комшиите? Кај се, баба деде? Одлетаа да чуваат внуци. Тугината пуста да остане, таа од либето ме раздели. Блиски, а далечни. Семејните врски зависни од интернет конекцијата. Орелски крилја как да си метнех и в наши страни да си прелетнех. Слушнете не! Младите имаат што да ви кажат. Чао, рагаци! Охефуа! Хало, мераба! Тунг! Поздрав од мојата прекрасна татковина. Космополит сум. Мојот светоглед е отворен и спремен за културен надпревар меѓу народите. Мојата визија за Европскиот универзитет на иднината Colors. Отворете се! И блеснете! Вашите идеи се бисери, споделете ги со светот. Ве поздравуваме и ве очекуваме. Прочитајте повеќе на конкурсот. Ова е Слушнете на UCLO FM. Нашиот концепт ке се обиде да ве инспирира, растажи, мотивира и да ви влее надеж дека во изградбата на подоброто утре учествуваме сите ние, индивидуално и колективно. Јас сум Ноела од Слушнете на UCLO FM. Заедно со Лука од Чао рагаци направивме промо кампања за корени и крилја, која што имаше над 50.000 прегледи. Универзитетот направи отворен ден, ги покани сите. А гостите од алијансата кажаа корени, крилја и пасија. Тоа е она што се живее во Македонија. Проследете ги творбите на подмладокот на Космополитска Македонија. Се субава помисла и се некој те возбудил со нешто. Но каде си? Како си? Што си? А ти само молчиш, шеташ со погледот, препишуваш некој древен
неосквернат ракопис на исчезнување, вели Анте Поповски. Сега многу добро ги разбирам неговите стихови. Од кога те изгубив, од кога те снема, од кога ти си замина. Талкам по калдарми, што еднаш заедно ги миневме. Минуем покрај се што она еднаш ни беше наше. Солзите сами се леат, спомени како минат. Чаршијата, каде твојот татко секогаш те караше, ти викаше од дуќане. Гимназијата, каде што беше нашиот прв сусрет. Саат кулата, каде се чакавме секоја саботна квечерина. Моите прсти веќе не свират како порано. Моето срце не бие како еднаш кога те имав. Мојот ракопис не се вези, само се размачкува. Твоето отсуство ме гони. Веќе со недели сон ме нема навазано. Грудка во грлото ме дави, ме задишва. Но твојата последна молба морам да ја исполнам. Да го оддржам моето ветување. Една мала молба. Ако случајно загинам, вети ми дека ќе го живее животот што мене ми било пишано да не го видам. Твојата раскошна душа ако згасне, светот ќе биде во голема загуба. И во живот и во смрт, мојата љубов секогаш ќе говори за тебе. А разделба е само измислена именка од душманите на љубовта. Je veux vivre et crier, marcher longtemps dans les rues, observer les gens muets dans la chaleur du soir, les bras nus, me nourrir uniquement de la nuit, de ses défauts et de sa folie, pour commencer 2 jours plus tard, faire ça toute ma vie. Monter en haut des toits, faire des portraits de mes amis, parler à des gens que je connais pas et m'en tirer sans trop d'ennui. Voilà, c'est ça ce que je veux. Des jours avec du soleil et de la pluie. Pourrions-nous revenir sur cette histoire? Oui, c'est bon, j'avoue. J'aurais dû te croire. Et pourrions-nous revenir sur cette histoire? Oui, c'est bon. Много ми е криво што ти си леш, малко ме фалиш. J'avoue, j'aurais dû te croire et m'envoler dans la pluie, déchirer mes copies, échanger ses regards, pouvoir rentrer très tard. J'aurais dû sauver le jour pour t'offrir la nuit, tes yeux regard à gare, et ça y est j'ai ma part. J'aurais pu, j'aurais dû. Те сонував ноќеска. Се врати сета со рани прекриена, со очи насолзени и помалку гнев во погледот. Не можев да те замерам. Те изневеривме. На немилост те оставивме, оти тие милост немаа. Нашиот молк те долчеше, а молкот, знам, најмногу боли. Но ете, и надеж во очите ти видов, а и мене надеж ми разбуди. Надеж за ново и поубаво утре. Бесмртна Македонија. Најотпеаната земја во светот. Тука сум како дома. Тука се мириса на среќа и на спокој. Тука како ангелите да газеле и да оставиле нешто чудно, што би го нарекла аманет. Во ова мало парче земја имам историја која е вредна за многу генерации и историја која не смеам да ја заборавам. Овде е мојот дом. Тука е мојата бескрајна поддршка. Кога и да се спомне Македонија, душава ми трепери. Еј, македонци, до кога ќе бидеме дел од историјата на другите држави, а за сметка на тоа нашата историја да биде поробувана од други кои своја немаат? До кога ќе се срамиме од нашата историја, од нашите песни, носи и обичаи? Зашто се бореле големците? За кој загинал големиот Гоце Делчев, Даме Груев, Јане Сандански,
Зарем ни преостанува да претураме очупливо во празно и се така во круг? Ние сме иднината што доаѓа. Иднината која што мора да ги зачува овие работи и со гордост да кажува на светот за малото парче земја со голема душа. За Македонија. Послушајте, македонци, јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината. Како куќа, како дом, како огниште. Рекол Блаже, големиот Блаже Конески. Често пати се прашував, дали е ова оно што го сакам? Дали е ова оно што ме исполнува и накрај, дали тука сакам да останам за навек? Сега, враќајќи се наназад, се повеќе и повеќе се уверувам во мојата теорија дека сакам. Сакам да останам повеќе од било кога и посилно од било што, зашто каде и да одам, колку и да останувам, јас таму сум странец. Јас таму немам слобода. Немам куќа во која што ќе можам да се вратам после се. Јас таму немам поддршка и топлина. Немам долини и реки. Немам шуми и планини. Немам историја и светла иднина. Имам само една бледа пропаганда по која што се водам, но и го гледам крајот. А во мојата земја, во земјата на сонцето, имам се. Се што и да ми е потребно. Во Македонија имам дом. Тука имам огниште. Тука бирам да живеам и да се школувам. Тука да обстанувам зашто можам и морам. Сакам од мене да започне промената. Јас морам. Јас сум наследник на јунаците. Наследник сум на борците. Наследник сум на ова малечко парче земја по кое што мора да се оди. Јас сум дете на сонцето. Дете сум и на Македонија. И бирам да останам дома, во моето огниште. И бирам да ме грее сонцето на Македонија. Ќе биде светлина. Знам јас. Ќе останеме тука и ќе се гордееме со се што имаме. Тука, дома. Ќе биде светлина. Мора да биде. Зашто на крајот секоја птица се враќа во своето јато. Се враќа дома.